сега некој што сте на Телма телевизија, многу ми е драго што таа е вистина еден еклатантен пример за достоинственост, префинетост, дама која што не прави такви компромиси, туку има некој гради свој личен печат и гради се еден свој бренд. Меѓутоа интересно е тоа што е некомпромисна од позитивен аспект, ќе кажам, ги урива сите некои незини можеби и лични стравови, демони кои што секој од нас ги некако можеби во текот на животот се појавуваат, па треба да ги елиминираме од животот. Не се плаши од нови предизвици, тоа можам да кажам, и успешно мислам дека ги навигира сите тие своји музички проекти. И незалудно е дефинитивно една од најуспешните музички дами кај нас, која што ќе кажам ги има тие рекорди на слушаност, на прегледи, денеска нели понова и така натаму, кога се прават тие анализи и статистики. Вистина, јас и таа сме долгогодишни другари и пријатели, и покрај тоа што можеби генерацијски не сме исто тука, меѓутоа разбирањето на нашите души често пати сме знаеле да кажеме дека ги уживаме секој пат кога правиме интервјуа, вака формално може или пак интимно кога ќе се собереме некоја група на луѓе кои што често знаеме нели да имаме и лара во друштво, па да ни запеи, да сватиме зошто вистина е таа можеби олицетворение на конзистентност, на достоинственост, на префинетост и кога се случуваат предизвици во животот, како да се остане агилен во промените на музичката сцена. Лара Иванова Утринова, пред можеби незините активности за овој 9 октомври, без не, ми рече Марко, се согласувам и се задоволство ќе прифатам покана да говориме за Макфест и незиното учество на две вечери од оние ексклузивни три кои што ги најавуваме за 40-та роденденска јубилејна забава на фестивалот на забавни мелодии, која што и таа со својата млада популација или млада генерација на музичари креираат и градат некои нови темели на самата сцена. Ларчи, добро утро од целата екипа. Ти благодарам што само некоја минута пред да заминеш можеби со своите обврски си со програмата на Телма телевизија. Добро утро, Марко. Пред се многу ти благодарам за прекрасната најава. Стварно ми го разувави утрово и не ми беше жал да станам за да го слушнам твојот глас. Да, иако знам дека некој пат поради твоите и тонски снимања, креирање на проекти, спотови, знам дека и доцни часови, па и самите настапи не ти дозволуваат можеби ти утрински часови да се не знам можеби нели со будење во 6:30 или 7. Меѓутоа еве направи преседан исклучок утрово да се појавиш на Телма. Инаку знаеш дека еве колку години си се дружиме, заборам секој пат докаде си можеби со факултетските испити, полагање и така натаму. Не знам дали веќе се завршува полека можеби тој циклус од твојот живот. Моментално сум трета година на факултетот ФМО за музичка уметност. Имам уште оваа и следната година, меѓутоа ете полека се оди како што треба, така да се надевам дека на време факултетот ќе се заврши и ќе ја завршам и таа етапа од мојот живот. А инаку ќе бидеш дипломиран што? Балетски педагог. Балетски педагог. Незалудно, всушност и тоа некако го интегрираш во видеоспотовите, особено можеби нели на твоето EP кое што минатата година некаде на 2 август излезе. Така што ова е совршена прилика еве сега да најавиме и со тебе, бидејќи вчера нели случајно се видовме поради некои наши ангажмани кои што ќе ги имаме секако со радиото, можеби и со Макфест. Па велам мислам дека ми се минај можеби соодветен како што кажав еклатантен пример да најавиме за Макфест. И вистина ќе биде возбудлива годинава со оглед на тоа дека подготовките се во полнек, 40-та јубилејна година за Макфест, каде што ќе зрачи вистински македонски фестивалот. Велиш дека ќе имаш прилика два пати да ја поздравиш публиката во Ацо Шопов и секако на националниот сервис, со оглед на тоа дека ти и Пајак се уште ги чувствувате тие убави аплаузи за најслушаната песна не само во Македонија и помеѓу два фестивали на Макфест, туку и вистина е еден од ретките видеоспотови и синглови кои што доживеа неверојатна популарност во Македонија, регионот, Европа и светот. Со над можеби сега гледаме 30 милиони прегледи на Бела. Да, ако не се лажам, има 38. Не сум проверила, ама пред некој ден ми рече Лара, песната има 38 милиони, просто неверојатно. Чисто да објасниме за гледачите дека еве оние кои што можеби не ги пратат овие да речеме анализи, не ги забележуваат, 38 милиони речиси да се граничи со светски популарни имиња. Говориме за Леди Гага, Бруно Марс и така натаму. Значи збориме за вистинска милионска прегледност на Бела. Не знам, сум те прашал, што мислиш дека беше
аха моментот во песната што толку ја направи популарна, нели се појавуваат многу песни така натаму. Вистина Бела е убава песна, меѓутоа што мислиш дека беше ајде вака ќе се изразам на твојот јазик, кечи или најприфатливо за слушателите? Да. Пред се би рекла дека мислам самиот спој помеѓу мене и Пајак, самото тоа што двајцата сосема различна музика компонираме, мислам дека тој спој им беше многу интересен. Двајцата сме млади и некако никој не очекуваше јас и тој да направиме соработка. А исто така и самата песна има некои фрази кои што ете може да ги користат луѓето, како на пример а сладка си кога си нервозна, што не е фраза која што често се среќава, меѓутоа ете им дојде онака интересно сладко на луѓето и мислам дека таа фраза беше клучниот момент на целата песна и привлече навистина толкова внимание што ние ни самите не бевме свесни што се случува. Да, и тоа е мислам дека вистински органски пример за Бела како ја испопуларизира таа млада сцена заедно со тебе Пајак и колегите од таа сцена и всушност песна која што го испопуларизира и самиот Макфест. Направивте голема услуга Макфест некако повеќе да се дознае бидејќи и вашиот настап исто така нели е доста гледан. Практично беше пред 3 години сега календарски кога Бела беше и представена на сцената, така? Да, ние ја наставивме таа песна во 2022. Искрено со никакви очекувања ја направивме таа песна. Всушност јас требаше прво сама да настапувам, меѓутоа кога видов дека има список на артисти кои што треба да настапуваат на Макфест, видов дека и Пајак е во тој список и си викам зошто да не отидам со дует оваа година, да. И сакам така да испробувам некои различни соработки, интересни спојувања на стилови, така да одлично се вклопи. Следната година не прогласија како најслушана песна во 2023 и сега еве повторно во 2025 решавам да учествувам на фестивалот затоа што некако и емотивно сум многу поврзана со тој фестивал затоа што таму започна мојата кариера. Јас секогаш сум се занимавала со музика, меѓутоа сега моментот беше клучен кога настапив на Макфест во 2019 и некако секоја година ми е толку драго го следам фестивалот дури кога не учествувам. Имено, и многу ми е драго што вистина секој пат можеби ќе направиш една година, две пауза, три, не знаеш во идна или како ќе биде и самиот животен период на кој што ќе те води, меѓутоа знам, имам чувство дека секој пат ќе се вратиш на Макфест да ја поздравиш публиката, па дури и години кога ќе поминат и ќе се потсетиш на твоите први почетоци. Неколку минути пред да се одјавиме да те испратиме секако од овој ден, што може да очекуваме? Знаме, вчера ми соопшти дека ќе имаш прилика да настапиш повторно со Пајак, да направиш една реминисценција на токму по вашата најслушана песна Бела и меѓу другото да настапиш со нов сингл, со нова песна. Знам дека ќе искористиш она што најдобро го знаеш, музика, уметност, пеењето, меѓутоа дека годинава ќе направиш и едно убаво свое интимно шоу за публиката во Ацо Шопов. Може да ми споделиш околу проектот за новата песна? Прво ќе спомнам дека тоа е нова песна, брза песна, која што бара да има и интересен сценски настап, така што имам во глава да направам некое мини шоу, да има и малку танцување, затоа што тоа е мојата втора љубов и еве полека почнувам да ги спојувам тие два светови, така да ќе има интересен настап. Ќе ме видат во втората вечер со нова песна и во третата вечер заедно со Паја како ја настапуваме Бела. Така да ќе бидам трите вечери таму, секако сакам да го проследам Макфест од самиот почеток, да ги слушнам и дебитантите. Некако секоја година таа дружба на Макфест ми е преубава. Да. Секоја година имам преубави спомени, така да многу сум возбудлива и едва чекам да дојде моментот кога ќе се случи фестивалот. Да, бидејќи знам дека се обелодените песните на лимињата, смееме да спомнеме кој авторски тим работеше за оваа песна? Новата песна? Да, секако. За мојата нова песна стои Андре Николов како продуцент, односно стои за аранжманот, микс мастерот, заедно ја работевме музиката, околу текстот Робин Зимбаков и Попо. Попо и Андре се млади дечки кои што навистина многу добро работат и мило ми е што се споивме да соработуваме за неколку проекти
меѓу кои и овој, а Робин Зимбаков секако еден од најдобрите текстописци и мој драг колега и пријател, така да во оваа прилика ги поздравувам нив тројца, прекрасен тим и се надам дека во иднина ќе соработуваме на уште многу проекти. Прекрасно. Насловот на песната, работниот наслов? Да, Доминантен се вика песната, Доминантен. ќе имат прилика да ја слушнат на фестивалот. Прекрасно. Јас знам дека нели ограничен број на билети, бидејќи јас шопов една мала интимна сала, меѓутоа нели интересно е тоа како се собираат толку многу луѓе и гледаат по кафулињата, баровите и така натаму, пабовите во Штип, меѓутоа пак ќе кажам, благодарение вам и целата музичка сцена некако ќе има прилика годинава вистински да се врати тој убав сјај, со оглед на тоа дека ќе бидеш дел и од јубилејното 40-то издание на Макфест. Само да споменам дека имаше прилика минатата година да бидеш една од ретките артисти која што понуди и EP издание, тоа е нели кратка да речам пола плоча или пола CD, нели како да речеме, што е многу популарно во светот. Дали по ова планираш може и повторно EP да овековечиш уште едно музичко поглавје со музика? Така да, откако го извадив EP-то, стварно добив многу поддршка и одлични коментари, затоа што мислам дека секој артист треба да има или EP или албум издадено, така и во иднина планирам да имам и уште многу EP-а, уште многу албуми се надевам. До сега имам издадено многу песни, меѓутоа би сакала да работам и веќе работам на еден албум кој што би сакал да биде тематски и да искочи така во една убава форма, испланирано се убаво, така да работам на случајот и во иднина може да очекуваат уште многу музика од мене, дали тоа ќе бидат синглови, EP или албум. Ме радува. Многу прегратки имаш од целата екипа, знаеш дека имаш и тука фанови и конзументи на твојата музика. Остани секако достоинствена на творештвото, се гледаме на Макфест за 2 седмици од сега и Лјубов за уште поубав ден, Лара. Ала ти, Марко, поздрав до целата екипа, поздрав до тебе и се гледаме. Се гледаме. Лара Иванова, како една од оние дами кои што ме покани за Макфест годинава, која што го има своето 40-то јубилејно издание.